Благодарам, почитуван колега Велковски, нема потреба да го браните господинот кој што седи до вас, зашто сака некој пак ќе се дое на редот и ќе мора да одговори на прашањата. Неколку пати на дискусиите кога сме ги имали меѓусебно сум ви кажал една работа. Секогаш кога зборувам, гледам аргументите да ми се базираат на два столба. Првото, изјави дадени од владините функционери или од тие кои што седат тука, а второ, аргументи од факти. Ајде за 2011 година. Не сте во право, да не употребам по-жесток израз. Ова е одлука од службен весник, која што закон за изменување на законот за акцизите, 2011 година, 14 април, председател на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски. Ова е одлука каде што тогашната власт, тогашното мнозинство ги намалило акцизите за горивата. И во 2011 година, при барел нафта поскапо од ова сега, цената на горивото во Република Македонија била поевтина за 20 денари. Сега можам тука да ви ги прочитам и цените. Колку биле тогаш на акцизите, колку се намалиле со тој закон, а колку се сега. Значи, ве молам, разговараме стрикно по документација и по изјави дадени од функционерите. Ако кажав, заборавив, одреков, тоа е друго, но све си останува трак. Затоа кој има поима, еве да прочитаме интегрално. На господинот Бислимовски, разговор слободен печат, вели вака, како што кажавте и вие, ние сме земја со најголем број на експерти на Facebook по глава на жител. А во реалноста тоа се експерти по ништо. Поима немаат од животот. Значи не го кажав тоа јас, тоа го кажал господинот Бислимовски. Точно е господине Бислимовски, но и заради тоа јас го употребив тоа, така? Вие се уште останувате на тоа тврдење дека луѓето немаат поима од ништо, така? Кажете го, ве молам, сега јас зборам. Не се мешате, дали е на Facebook или не е каде, кога ќе имате можност сега, кога ќе ви даде председателот на Комисијата за економија, ве замолам да го повторите истото. Повторете го истото и кажете им на луѓето, ама сега бидете толку храбар колку што се кога ви дава хинтови господинот Велковски, кажете дека и стопанството нема поима од ништо. Па оние кои што плаќаат 4 пати поскапа електрична енергија, тие вас да ви кажат кој нема поима од ништо. Па сите оние граѓани кои што идат си ги плаќаат честно сметките за електрична енергија и за парно грејење кое што го поскапевте за 14%, па кажете им дали тие немаат поима од нешто и дали се експерти по Facebook. Еве јас ќе викам, ја учествував на протестите, кога протестиравме пред регулаторната комисија за енергетика, кога поскапуваше струјата, вие кога се исмевавте. И јас сум експерт по ништо. И тие илјадници граѓани беа експерти по ништо, па видовме дека се што кажа тогаш, се оствари. И сега кој е експерт по ништо? Кажете го тоа, еве, уште еднаш ве повикувам на Комисијата за економија, на точката за финансиски план за Комисија за енергетика, кажете дека ние сме земја која што има најголем број експерти по Facebook и дека тие немаат поима од ништо. Ма сега дали е точно или не, и вие кажете го тоа, колешки, ама граѓаните си знаат кога си ги плаќаат сметките, дека 33% се поскапени електричната енергија во последниве 2 години. За тоа се експерти граѓаните. Граѓаните се експерти за тоа што од 1 јануари навака по 4 пати поскапо плаќаат електрична енергија. Сакате да ги викнеме стопанскиве комори да ви кажат тие што мислат за овие за сите поскапувања, па да видиме кој има поима од нешто, кој нема поима од нешто. Па сега немојте, тоа е друго, ова сега не е во ред. Прво дофрлувате од место. Јас бев многу коректен кога го зборував о тоа. Не го спомнувајте министерот. Зошто да не го спомнувам министерот? Од кај му на него право да кажува 6 часа пред комисијата донесе одлука колку ќе поскапи ценава на нафта? Од каде знае министерот? Од каде знае министерот? Кажа на национална телевизија човекот. Вечер толку и толку ќе поскапи. Од каде знае? Кога е еве нели непартиска ли, како е, независна ли, како да ја наречам? И сега од една страна ние сме криви што ги спомнуваме изјавите, а вие кога ги кажувате, вие не сте криви. Кажете го слободно тоа. Па граѓани не си кажат после што мислат. Може вие не го чувствувате тоа поскапување. За вас тоа е ништо. За вас тоа е ништо, затоа што вие сте од власта. И понатака не сакам да навлегувам во политички дискусии, но господине Велковски, не го бранете човекот. Дајте му на одговори, затоа што се додека не ми одговори на прашањата, јас ќе му ги поставувам прашањата. И има легитимни прашања кои што треба да се ги одговори тука. Сме овде да расправаме дека регулаторна комисија треба да троши по 5000 евра на ден, 83 евра на ден за да пие кафе, 90 милиони денари, кога граѓаниве не може да сврзат крај со крај, а ја не треба да го прашувам. Јас треба да се однесувам
како што вие сметате дека треба уште да му честитам за тоа за изјави кои што сам ги дал? Па не е, нека си одговори за тоа што е прашан. Фала. Благодарам, почитуван пратеник.